Второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете. Кампањата Македонија без отпад и годинава се реализира, и тоа со бројни акции. Македонија без отпад е заеднички проект на Министерството за животна средина и Ајде Македонија. Унијата на жени на ВМРО ДПМН вчера организираше трибина за семено насилство, како да се справиме со семеното насилство и како институциите се справуваат со ова. Денес во село Драгобраште, општина Виница, се постави спомен плоча на револуционерот Ангел Винички. Со новиот закон за сообраќајни прекршоци, санкциите за несовесните возачи се зголемени. Меѓутоа, целосното почитување на одредбите од Законот за безбедност во сообраќајот во делот на глоби и казни се очекува значително да ја зголемат безбедноста во сообраќајот. Споредбено со стариот закон, санкциите за несовесните возачи се зголемени, но и се воведени нови обврски, како детско седиште, шлем и рефлектирачки елек за велосипедистите. Имено, возачот е должен да обрне внимание на пешаците кои се наоѓаат на коловозот или кои веќе започнале да чекорат по коловозот. На делот од патот по кој се движат деца или се поставени сообраќајни знаци за учество на деца во сообраќајот, возачот е должен да вози со особена предпазливост. Предвидена е глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност. Исто така, возачот на моторно возило, како и лицата кои се превезуваат со тоа возило, се должни да бидат врзани со појаси, додека возилото учествува во сообраќајот. Во спротивно, предвидена е глоба во износ од 40 евра, односно регистрирање на 25 негативни бода. За лицата пак кои се превезуваат во возилото, а не носат појас, предвидена е глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност. Возачот на моторно возило за време на управувањето со возилото не смее да користи мобилен телефон ниту други уреди, зашто е предвидена глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода. На јавен пат во населено место, возачот не смее со возилото да се движи со брзина поголема од 50 км на час. 400 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 65 негативни бода на возачот кој во населено место се движи со брзина поголема од 50 км на час над дозволената брзина. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување на моторно возило од 6 до 12 месеци. На јавен пат надвор од населено место, возачот не смее со возилото да се движи со брзина поголема од 130 км на час на автопат, 110 км на час на пат резервиран за сообраќај на моторни возила и 90 км на час на други патишта. Целосното почитување на одредбите од Законот за безбедност во сообраќајот во делот на глоби и казни, како и едукација и унапредување на сообраќајната култура се очекува значително да ја зголемат безбедноста во сообраќајот. Кампањата Македонија без отпад и годинава се реализира, и тоа со бројни акции. Македонија без отпад е заеднички проект на Министерството за животна средина и Ајде Македонија, Асоциација за чиста животна средина, на иницијатива на општина Штип. Откако добија инструкција од градоначалникот на кои локации треба да се чисти во населбата 8 ноември, вработените во локалната самоуправа во Штип веднаш се вклучија во акцијата Македонија без отпад. Денешната акција е символична, бидејќи во Штип секојдневно се чисти. Сепак треба да се истакне дека ова треба да се случува секој нареден ден, и тоа од секој граѓанин на нашиот град, истакна градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев, додавајќи дека општина Штип заедно со општина Скопје се иницијатори за денешната национална еколошка акција. Морам веднаш да кажам дека Штип е иницијатор за оваа акција заедно со град Скопје. Да истакнам дека за еден ден не се чисти еден град. Значи континуирана обврска на сите служби во градот. Значи на комуналното предпријатие, на Стипион, на сите оние што ги има ангажирано по договор на дело да нашиот град го направиме максимално чист. Не смеам да ги заборавам училиштата. Во програмата на секој училиште има да ги одржуваат сите населби. Да створиме да навика кај луѓето во нашиот град дека тој град е за нас, дека мора да биде безпрекорно чист. Бидејќи тоа е добро и за здравјето,
Добро е и за имиджот на градот, но добро е и за сите нас, бидејќи сите сакаме да одиме на чисти места. Во еколошката акција беа ангажирани и вработените во јавните предпријатија. Со соодветна механизација, вработените во јавното предпријатие Стипион го уредуваат делот кај некогашниот објект на нервното одделение. Планот е од почетокот на Стара Капија на старото нервно одделение, па се во внатрешноста до зградите каде што живеат овие луѓе да се исчисти, да се и тие исто така да добијат едно мнение, односно општо мислење дека хигиената е здравје. Јовев потенцираше дека ваквите акции треба да ја подигнат свеста кај граѓаните, да го сменат нивното мислење во однос на здравата и чиста животна околина. Локацијата каде чистеа вработените во Стипион е место кое наликува на мини депонија, место каде привремено се сместени неколку семејства од ромска етничка припадност кои не пројавиле интерес за чистење на просторот каде што живеат. Некој од нив да, меѓутоа мислам дека одзивот од нив треба да биде доста поголем, така да едукацијата во тој смисол треба да биде малку посеопфатна. Мислењето дека е потребна помасовна едукација за одржување на животната средина го дели директорот на јавното предпријатие ИСР Ангел Бојаджиев, кој заедно со своите вработени чистеше во непосредна близина на така наречената Мирјанина црква или Света недела. Чистиме овде во Света недела и чистивме целата шума. Лево и десно од патот чистивме горната шума, ќе продолжиме сега покрај патот. Ова е добра акција која верувам дека веќе стана традиција и дека со ова ќе проработи свеста на граѓаните, дека треба да одржуваат околината чиста бидејќи тоа е за нив, а додека ако се ностоп загадува, ние не можеме реално толку да постасаме да чистиме. И овој дел од општина Штип е познат како место кое Штипјани го претворија во мини депонија. Во оваа акција од утро се isfрлени над 50 метри кубни на смет. Во акцијата се вклучени 3 камиона, 4 трактора и едно специјално возило ровокопач и комплетно сите вработени во јавното предпријатие. Да, еве има насекаде кој што гледате и се трудиме да исчистиме колку можеме толку. Имаше ѓубре смет, од Сабајле работиме, собравме 2 трактора до сега, па се надеваме дека луѓето ќе го одржуваат тоа што ние го завршивме. Во националната акција Македонија без отпад, чија цел беше сите засегнати страни организирано да се вклучат во чистењето, се вклучија и основните и средни училишта. Учениците и нивните наставници не ги чистеа само дворните површини, туку и внатрешните простории каде поминуваат значаен дел од денот. Денес во село Драгобраште, општина Виница, се постави спомен плоча на револуционерот Ангел Винички. Ангел Винички е македонски револуционер, учесник во подготовките на Линденското востание и курир на Гоце Делчев. Организатор е на тајниот канал од Виница до Кјустендел, а изработувал и бомби. Виничката историја носи едно големо и славно име кое е испишено на еден од најголемите плоштади на истокот, име со кое се уште живеат спомените од Виничката афера, опеано во повеќе македонски песни, а од денес овековечено и со спомен обележје. Најдоверлив курир е на Гоце Делчев. Работи во бомболеарницата на Гоце Делчев, лоцирана во Кјустендилското село Саблер на планината Осогово. Истовремено, состојица Чорбаџиското Панчарево се и главни обезбедувачи на бомболеарницата и главни пренесувачи на оружје преку границата. Ангел е организатор на тајниот канал од Виница за Кјустендил и обратно, кој канал поминувал преку селата Драгобраште, Грљани, Илиово, Драмче и Ветрин, по кој канал се преведувани луѓе, пренесувано е оружје, пошта и други материјали. Во контекст на значењето на делото на револуционерот Ангел Винички, присутните пензионери, борци и локални власти се подсетија и на делови од Крушевскиот манифест. Ние се бунтувавме против тиранијата и против робството. Ние се бориме и ќе се бориме против муртатите, против арамиите, против зулумќарите и анкеседжиите, против насилниците на нашата чест и нашата вера. Спомен плочата е поставена во село Драгобраште, каде Ангел сам си го одзел животот за да не падне во рацете на турскиот аскер. Патувајќи по тајниот канал преку селото Драгобраште, на 30 септември 1902 година бил обиколен од броен турски аскер и баши бузук. Тој се забарикадирал и е водена повеќе часовна борба во која тој има ликвидирано 30 лица од аскерот и на крајот, кога го испукал и последниот куршум, за да не падне во раците на аскерот,
ја активирал и последната бомба со која сам си го одзел животот. Спомен плочата беше откриена од страна на градоначалникот Емил Дончев и председателот на Советот Благица Андонова. Многу македонци го дали својот живот за самобитноста на Македонија. Меѓу нив е и Ангел Винички. За жал, борбата на македонскиот народ за самобитност продолжува и денес преку други различни форми на действување. Има уште држави кои што имаат проблем со нашиот идентитет. Има уште држави кои што имаат проблем со нашиот јазик и култура. Има и држави што имаат уште територијални претензии спрема Република Македонија. Нека делото на Ангел Винички биде мотив плюс да истраеме во оваа борба. Покрај општина Виница, подршка на денешниот настан дадоа Издруженијето на пензионери и јавното предпријатие Дрисла од Скопје, како и неколку приватни компании. Унијата на жени на ВМРО ДПМН Штип вчера организираше трибина за семејно насилство. Како да се справиме со семејното насилство и како институциите се справуваат со оваа ситуација? По повод меѓународниот ден на ненасилството, Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Штип синоќа во големата општинска сала организираше трибина со представници од надлежните институции. На трибината меѓу останатото се дебатираше и за улогата на полицијата и останатите институции во превенцијата, спречувањето и заштитата од семејно насилство. Оваа тема се надевам дека ќе биде корисна за сите слушатели и воопшто за нашите сограѓани, значи да ставиме еден акцент на тоа колкав е бројот на случаите со семејно насилство, како да се справиме со него и како институциите се справуваат со семејното насилство. На оваа тема зборуваа представници од секторот за внатрешни работи и Центарот за социјални работи. Во однос на семејното насилство со примената на законот од 1.1.2015 година, тоа е законот за превенција, сузбивање и заштита од семејно насилство, конкретно се определени кои мерки се во надлежност на институциите кои што се засегнати за да ги спроведуваат мерките за заштита на жртвите од семејно насилство. Тоа се Министерството за труд и социјална политика, потоа Министерството за здравство, Министерството за правда, како и единиците на локалната самоуправа. Семејното насилство станува национална проблематика, за која се почесто се зборува и со секој изминат ден се постигнуваат одредени резултати во негово сузбивање. Можеби не толку со тоа што се влијае на насилниците, туку на жртвите, кои преку повеќе кампањи се охрабруваат да признаат што им се случува во нивните домови, помеѓу четирите ѕида, насаму со нивната така наречена посилна половина. Сузбивањето на семејното насилство е цел на сите надлежни органи, почнувајќи од центрите за социјална работа преку полициските станици, па до судските институции, каде најчесто завршуваат ваквите случаи. Во продолжение проследете го одговорот од општина Делчево на вчерашниот прес на СДСМ во врска со прифаќањето на комуналниот отпад од Македонска каменица. И информираме јавноста дека станува збор за строго дефинирана постапка која е започната уште во 2004 година со донесувањето на просторниот план на Република Македонија, кога и се утврдени 8 регионални депонии на територијата на државата. Согласно оваа долгогодишна постапка во минатата 2014 година од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија беше усвоен и регионалниот план за управување со отпадот на Источниот плански регион, кој беше изгласан од советите на сите општини, вклучително и општина Делчево. Како што беше презентирано во многу наврати и дискусии, со овој план ќе бидат затворени сите диви депонии на територијата на општина Делчево, кои се во поголем број присутни на целата територија на општината. Конечно ќе започне да се решава проблемот со постојање на помали диви депонии за жителите на селата Разловци, Тработивиште, Вирче, Град, Стамер, Звегор, Габрово и Киселица. Средствата за реализација на овој план и мерки се обезбедени од страна на европски фондови. Финансирањето од овие фондови е јасно декларирано во насока кон подобрување на состојбата со животната средина на долгорочен план. Превземањето на отпадот на општина Македонска каменица ќе се одвива согласно јасни дефинирани услови, при што нема опасност за неконтролирани импликации по животната средина во Делчево. Можеме да ги демантираме сите лажни наводи дека Делчево ќе стане центар на ѓубрето во пијанец. Постојната општинска депонија, која е со понизок фактор на ризик по животната средина, времено ќе биде оперативна за прифаќање на отпадот од депонијата во општина Македонска каменица, која е оценета со повисоко ниво на ризик по животната средина.
Со ова преодно решение, оперативната депонија во Делчево ќе биде во функција до 2020 година, кога ќе почне да функционира планираната регионална депонија на целиот источен плански регион, пошто депонијата во Делчево ќе биде затворена. Утре во Штип ќе се одржи хуманитарна трка која ќе започне од центарот на градот со почеток од 11 часот. Сите заинтересирани може да учествуваат во оваа трка. Собраните средства ќе се донираат во училиштето на децата со посебни потреби во Штип. Herbalife компанијата учествува со повеќе вакви хуманитарни акции. Сега за во недела во Штип е организирано хуманитарна трка, каде што можат да земат учество сите хуманитарни луѓе и оние кои што не спортуваат, значи ќе се пешачи и битно е да се присуствува на самиот настан. Трката ќе се одвива во центарот на градот, значи од спроти соборниот храм Свети Никола. Почнува во 11 часот. Учеството е 200 денари. Учесниците добиваат за возврат маичка со надпис од Herbalife. Парите кои ќе се соберат ќе се донираат во дневниот центар за деца со посебни потреби во Ново село. На денешен ден пред 20 години беше извршен неуспешен атентат врз поранешниот председател на Македонија Киро Глигоров. Истрагата која се води против непознат сторител се уште е отворена. Глигоров го преживеа атентатот со тешки повреди на главата. Нападот беше извршен со автомобил бомба во 1995 година на улицата Македонија пред хотелот Бристол во Скопје. Глигоров почина на 1 јануари 2012 година на 94 годишна возраст. СВР Штип до Основното јавно обвинителство Штип поднесе кривична пријава против ЗВ, 37 години од село Карбинци, општина Карбинци, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело мачење животни. Имено, пред околу 3 месеци, во текот на 2015 година, пријавениот пред продавница во село Карбинци на повреден волк, кој не бил способен да се движи, со грубо постапување и изложување на непотребни маки му нанел непотребни болки, заради изживување и изложување на страдање. Со голема слава и чест во првата недела на месец октомври, Македонската православна црква утре го обележува споменот на сите македонски светители. Светата Македонска православна црква во првата недела од месец октомври со голема слава и чест го празнува споменот на сите македонски светители кои со своите благогодни дела имаат големо значење не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Доколку некој упати поглед кон минатото, со сигурност ќе види дека на територијата на Македонија во текот на вековите се раѓале и действувале голем број на Христови војници кои умирале бранејќи ја евангелската вистина, и тоа од самите почетоци, кога светиот апостол Павле со Сила, Тимотеј и Лука го ширеа благовестието за спасение на човечкиот род. Најмалку 30 луѓе загинаа и 600 се исчезнати во Гватемала по лизгање на земјиште, во кое беа уништени стотина куќи во близина на главниот град. Меѓу загинатите има 3 деца. 25 се повредени во несреќата што се случила изминатата ноќ, јавуваат локални медиуми. Над 1000 војници, полицајци и пожарникари се вклучени во спасувачките операции во Санта Катарина. Над 10.000 американски граѓани годишно се жртви на огнено оружје. Во споредба, многу малку американци се жртви на терористички напади. Од 11 септември 2001 година, годишно од 9 до 74 американци загинуваат во терористички напад. Ова се податоци од сајтот Vox. Овие податоци ги коментираше председателот Барак Обама, кој во четвртокот по нападот со огнено оружје во Орегон, во кој загинаа повеќе лица во еден универзитет, побара промена на законот за носење огнено оружје. Личните податоци на 15 милиони претплатници на американскиот мобилен оператор T-Mobile, филијалата на германската компанија Deutsche Telekom,
били украдени при сајбер напад против негова фирма подизведувач. Хакерите ги добили имињата, датумот на раѓање, адреса и броеви на социјалното осигурување на овие луѓе, соопшти T-Mobile во писмо до своите клиенти. Четвртиот по големина мобилен оператор во Соединетите Американски држави увери дека не биле украдени информации за банкарските картички на претплатниците. Минатата година американските организации пријавиле околу 800 случаи на хакерски кражби на податоци. Во недела ќе се одигра редовното 9-то коло од првата македонска фудбалска лига. Во досегашните одиграни надпревари актуелниот шампион Вардар и екипата на Шкендија продолжуваат со трката за првото место. Минатото одиграно коло на стадионот во Кочани, Брегалница успеа да освои 3 бода против екипата на Хоризонт Турново и се искачи на 6-та позиција. Надпреварите од 9-то коло ќе се одиграат со почеток од 15 часот. Фудбалскиот клуб Брегалница ќе гостува кај екипата на Ренова. Интересно се очекува да биде и во дуелот помеѓу Шкупи и Шкендија. Вардар ќе гостува во Кратово кај Силекс. Турново ќе пречека екипата на Царев двор и екипите на Скопје, Работнички и Металург. Моменталната бодовна состојба изгледа вака. Шкендија е на првата позиција со 21 поен, Вардар на втората со 20, Силекс 13, Младост Царев двор 12, Шкупи 11, Бргалница 9, Работнички 7, Хоризонт Турново 6 и Ренова и Металург по 5 поени. Утре ќе се одржи второто коло во Суперлигата во пинг-понг по првата победа во Штип против шампиони ФА. Пинг-понгарскиот клуб на Гоце Делчев ќе се надпреварува против екипата на МЕЦ од Скопје. Во недела на програмата се надпреварите од второто коло во првата пинг-понгарска лига. Екипата на Кочани ќе му биде домакин на Ѓорче Петров. Поточно ова ќе биде дуел на првопласираните две екипи, кои во првото коло ги совладаа своите противници со максимален резултат од 5:0. Надпреварот во Кочани се игра во салата на основното училиште Малина Попиванова со почеток во 11 часот. Избраниците на тренерот Гонзалес пристигнаа во Кристијан Штат, Шведска и веќе одработија еден тренинг. Кристијан Штат арената ги прими црвено-црните, а тие се прилагодија на паркетот на кој очекуваат да заработат трета победа во Лигата на шампионите. Вчера одржаа лесен тренинг, колку за раздвижување и привикнување на салата. Планот е да тренираат уште еднаш денеска напладне, а мечот е закажан за утре во 16 часот и 30 минути. Тренерот Раул Гонзалес отпатува со 16 играчи, без Милик, Марсеник и Лазаров. Во групата Б веќе започна третото коло. Моментално на табелата води Рајан Нејкер со 5 бодови. Пред Вардар, кој има 4 бодови, трете Киелце со 3, по 2 имаат Кристијан Штат, Барселона и Пик Сегет. На последните две позиции се Момпеле и Колдинг без бодови. Ова беше се во второто издание на Дневникот. Со нови содржини се гледаме утре. Пријатна вечер.